почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. Во рамките на актуелниот проект Отворен кабинет, со особено задоволство, заедно со раководството на Министерството, денеска сме тука во Центарот за обука во Идризово, каде што веќе е започната професионалната 12-месечна полициска обука на новоизбраните кандидати за полициски службеници, кои што ги мина интензивните и сложени циклуси на селекција и како најдобро рангирани од генерацијата 22 веќе ги потпиша договорите за кандидати за полициски службеници. Денеска низ дружењето со нив потенцирав дека за нив тука почнува ново поглаве во професионалниот, но и личниот живот, запознавање и учење на фундаменталните вештини, на практики и знаења за полициското работење. Во месеците пред нив, во текот на оваа едногодишна обука, тие ќе бидат упатени едни кон други, ќе се запознаат, ќе се зближат, градејќи колегијалност, пријателство, заедништво, што е неопходно не само како индивидуална придобивка, туку и како професионална карактеристика, бидејќи само на тој начин ефикасноста и успехот во работењето ќе бидат загарантирани. Низ разговорите со нив посебно потенцирав дека професијата што ја одбрале и за која биле селектирани е одговорна, но и сериозна работа, во која што дури и личната безбедност зависи од вашиот нов колега или другар, независно од половата, верска, социјална или која и да е друга различност. Заедно утврдивме дека разликите овде исчезнуваат. Овде сите се едно. Идни припадници на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Денешнава дружба со кандидатите за полициски службеници ја искористив да ги информирам дека во рамки на стратешките заложби за креирање на задоволна полиција која испорачува безбедност и сигурност на граѓаните, во периодот што следи почнуваме голема реконструкција на целиот овој комплекс на Центарот за обука. Во реконструкцијата ќе бидат офатени 4 објекти, павилјоните во кои се сместени машките кандидати за полициски службеници, управната зграда со мензата, школскиот објект со се придружните содржини, како и пистата за постројување на кандидатите. Градежните активности во вредност од 184 милиони денари се обезбедени средства од буџетот на Министерството за внатрешни работи. Овде би сакал да го потенцирам и фактот дека изминатиот период беше извршено реновирање и осовременување на мензата за исхрана на полициски кандидати и беше воведен нов концепт за исхрана со надворешниот економски оператор. Овој концепт прво беше имплементиран во мензите на специјалните полициски единици, кој резултираше со двојна придобивка, исполнување на зададените високи стандарди во квалитетот на исхраната, со воспоставен контролен механизам од страна на МВР и со намалување на финансиската вредност на самиот оброк. До сега од 2017 година се реконструирани 80 објекти и полициски станици на Министерството со имплементирана енергетска ефикасност на истите, обезбедени нови униформи за сите единици и неколкократно зголемена целата опрема со која што работат и ја користат полициските службеници. На крајот, уште еднаш сакам да го изразам моето лично уверување, но искрено очекување дека сите кандидати ќе го вложат својот максимум, дека повторно ќе се видиме со нив и со вас медиумите тука, тогаш заедно со нивните најблиски, прославувајќи го чинот на официјалното промовирање во припадници на македонската полиција. Република Северна Македонија е една од најбезбедните држави во овој регион и останува обврска да создаваме, обучуваме и опремуваме пред се добри полициски службеници, кредибилни, со висок интегритет, со голем патриотизам и со желба посветено да работат за државата и за граѓаните, а секако тоа е можно само ако направиме и да имаме задоволни полициски службеници кои што ќе се грижат за безбедноста на државата. Благодарам.